Место кон Женева, Opel тргна кон далечниот исток. Марката од Руселска им објави дека се враќа во Јапонија. Според претходно утврдениот план за делување, извозна офанзива на Opel ќе продолжи со овој доста важен пазар. Тој е еден од најголемите во светот и според зборовите на генералниот директор Михаел Лохшелер, присуството на него е од големо значење. А Opel таму има одлична репутација како германска марка, иако технологиите со кои ќе настапи се француски. Стартот е предвиден за наредната година, кога ќе бидат лансирани мултифункционалниот Combo Life, компактниот кросовер Grandland X и секако Corsa, која таму може да има и друг назив. Значајно е и тоа што таа на јапонските купувачи ќе им биде понудена и во својата електрична верзија. Останатите модели ќе бидат лансирани подоцна. Враќањето на Opel во Јапонија е доста важен чекор за компанијата кон зголемувањето на профитабилноста преку извозот, кој се очекува да опфати околу 20% на производството. Запрен од политиката на General Motors и покрај неколкуте обиди на Opel во минатото, остана закован за Европа. Затоа и глобализацијата на марката сега е приоритет и досега се освоени 20 на нови пазари. Последни во низата се Колумбија, Еквадор и Русија. Инаку групата PSA во Јапонија е присутна со марките Peugeot, Citroen и DS и лани продаде 15.600 возила.